Следното прашање доаѓа од Ескобар 73 и вели кој е најбрзиот начин на слабење. Ескобар, многу добро прашање, затоа што не ми е прв пат да зборувам на оваа тема. И денеска воопшто нема ни да ти кажам точни чекори за најбрзо слабење, туку ќе ти кажам начин на размислување, а тоа е дека најбрзиот начин за слабење е да престанеш да се замараш со брзината со која што слабееш. Затоа што многу често, многу од вас, тоа секојдневно го гледам со луѓето со кои што работам и секојдневно добивам слични прашања, оптеретувајќи се со прашањето колку што можам побрзо или колку што можам повеќе количина да ослабнам, практично и тоа ви е непријателот. Затоа што секогаш во било кој процес, дали е слабење, не знам, качување на мускулна маса или па некој сосема друг сегмент од животот, секогаш ќе постои личност која што ќе биде побрза или ќе направи повеќе во одреден временски период. И тоа, ако ти се оптеретуваш како е најбрзо или како најмногу, секогаш ќе постои некој кој што прави подобро и повеќе. И секогаш ќе ти се јавува сомнежот дека можеби твојот процес, твојата стратегија, твоите избрани чекори, диета и така натаму не се во ред. И затоа илјадници луѓе кои што се трудат да ослабат, се затворени у еден круг на слабење, враќање на килограми, слабење, враќање на килограми, од причина што повеќе се замараат со брзината, неголи со одржливоста на долг рок на својот процес и многу повеќе се оптеретени со тоа дали денеска колку, за месецов колку и слично. И ако тебе најважната е брзината, тоа значи дека ќе посегнеш по нешто екстремно, големи калориски дефицити, можеби ќе користиш апчиња, препарати и така натаму кои што како демек слабеат. И при тоа ќе дојде денот кога ќе ти дојде преку глава, затоа што тоа не можеш цел живот да го правиш, па ќе си се вратиш назад на старата килажа, па сега ќе скокнам на новата диета, која што као е побрза, една колешка, пријател, другарија правеше, многу му помогна, па ќе престане и таа, па ќе почне нова и константно влегуваат во круг на падни стани, намали качи, се јавува фрустрација, затоа што си пробал 5 работи, ништо не функционира и секогаш криви се диетите, нутриционистите и тренерите и при тоа почнува човек да се прифаќа дека ете можеби јас генетика, си бара оправдувања, но многу едноставна работата. Не се замарај со брзина и гледај да најдеш начин исхрана што нема да те дебелее, а тоа представува за телото илјадници години наназад, не само денес, доволно вода, доволно кислород и доволно хранливи вредности и калории и толку. И дали ти тоа ќе го правиш у 3 оброци, у 4 оброци, у 5 оброци, нека биде твој избор. Ама не постои начин на исхрана за слабење. Заборави диета со некакво име. Постојат добри и лоши навики. И тука завршува се. Така да верувам дека ќе допре овој одговор и до тебе и до многумина од вас кои што со години се обтоварувате со таа тема слабење.